Почитувани, денеска на Комисијата за финансирање и буџет, како единствена точка на дневен ред, е спорниот предлог закон за субвенциониран студентски оброк, поднесен од страна на владеачкото мнозинство. Како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, пред почетокот на комисијата, сакаме да ја информираме јавноста дека за овој предлог закон ќе поднесеме два клучни и суштински амандмани, преко кои уште еднаш ќе се обидеме да ја одвратиме власта од својата намера и да ја извадиме на површина нивната важна грижа за студентите. Имено, првиот амандман е за зголемување на средствата за студентски оброк од 120 денари, како што предлага мнозинството, на 160 денари, додека пак вториот е за продолжување на рокот до крајот на учебната академска година, наместо до март 2023 година, како што предлага мнозинството. Почитувани, јавноста и студентите мора да знаат дека овие наши предлози, колегите пратеници од мнозинството во изминативе денови ги одбија. Но еве уште една можност за власта да се вразуми и да ги прифати нашите амандмански интервенции на предлог законот за субвенциониран студентски оброк. Доста е од разни важни работни групи, средби, преговори, договори и преддоговори. Сега е време власта да покаже на дело дали за нив студентите се на врвот на приоритетната листа или пак се наоѓаат на самото дно заедно со останатите групи и категории на граѓани. Пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата најавува жестока дискусија и аргументирана расправа за одбрана на интересите и потребите на студентите. Токму затоа ја повикуваме уште еднаш власта да се вразуми и да ги прифати нашите предлози и забелешки. Власта барем денес, на Меѓународниот ден на студентите, мора да свати дека студентите се темелот на иднината на државата. Власта барем денес мора да покаже дали заложбите и намерите им се искрени и вистински или пак празни и лажни. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете. Да, амандманот се однесува на покачување на сумата на студентскиот оброк од моментов која што е 120 на 160 денари, како и продолжување на рокот наместо до март 2023 година, да трае низ целата академска година, па во текот на целата академска година може да се разговара за системско решение, но да не се ограничуваме со датуми, затоа што имајќи во предвид инфлацијата и покачувањето на цената на храната, сметаме дека ова се разумни предлози. Вчера власта или власта дека тие 120 денари што останува во законот, наводно се договор со студентите. Дали сте имали контакт со студентите и дали би било, се извинувам, може тоа да им се кружи на студентите по голема поддршка и да не стакаат не тоа да се 120, 160. Ова не беше Јас сметам дека прво треба да го дефинираме поимот студенти, затоа што студентите не се претседателите на студентските собранија, туку се една голема категорија на луѓе која што е над 40.000 граѓани. И сметам дека тие 40.000 студенти, доколку би биле прашани, сигурно би прифатиле покачување на сумата на студентскиот оброк, наместо 120 да биде 160. Тука би искористил еден аргумент, дури оној спорно предложен закон од страна на мнозинството детерминираше 140 денари наместо 120 денари. Во услови кога се носи буџет кој што е историски најголем од 5,3 милијарди евра, сметам дека е дрскост и катастрофа да се кратат над 140 милиони денари за студентски стандард и секако дека има фискален простор. Ние во наредниот период, денеска во 13 часот ќе учествуваме на работната средба помеѓу студентите и групата на млади пратеници и ќе најавиме дека припремаме сет на амандмани за новиот буџет, каде што декларативно ќе наложиме од каде може да се обезбедат средства за студентите да добијат покачување. Па тие мерки се ништо повеќе од козметички мерки за помош на граѓаните, заради тоа што фаќаат многу мала категорија на граѓани. Ние, како што знаете, имавме 6 амандмани кои што предложивме да се прошири офатот на многу посериозна група на граѓани, каде што студентите, средношколците, пензионерите, самохраните родители, лицата со телесен недостаток, децата кои што живеат сами без родителска грижа ќе добијат надомест во износ од 3000 денари и не 4 месеци, туку додека трае кризната состојба, односно најмалку до април наредната година. Со оглед дека не беа одбиени амандманите, ние повторно спремаме, како што кажав, сет на мерки кои што ќе ги предложиме во предлог буџетот за наредната година, за да може уште еднаш да се обидеме да ја вразумиме власта да ги прифати овие така наречени
насочени така наречена помош за ранливите категории на граѓани и да им помогнеме на многу посериозна група на граѓани, бидејќи од она што тие го предложија издвојуваат само 20 милиони евра, ние велиме дека ако сакаме да ги офатиме сите категории, особено еве најзагрозената, тоа се пензионерите, секој пензионер да добие помош, потребни се уште 27 милиони евра, кои што во моментов ако ги видите ставките на буџетот до година, ако ги одземете па еве по 20% од сите оние ставки на набавка на мебел, договорни услуги или набавка на стоки и услуги, може да се обезбедат средства за да бидат помогнати сите категории на граѓани.